Прогресивниот данок нема да ја намали сиромаштијата. Законот е катастрофален и не прави разлика меѓу вредните работници и оние што се збогатиле на криминален начин. Опозицијата жестоко удри против законот за личен доход на комисиската расправа во собранието. Ако рамниот данок бил адут за привлекување странски инвеститори, од до година владата ќе го нема, обвинија дел од пратениците. Кулминацијата во собранието настапи кога по критиките на пратеникот на ВМРО ДПМН Илија Димовски, министрот Тевдовски пред време ја напушти седницата. Кога има вакви закони, кои што не смеат да бидат по скратена постапка, кои што прават суштинско пореметување на економските и социјалните позиции во државата, покажете големина и вие кренете рачната. Значи, јас сметам дека не сум богат, но ако бидам на факултет, ако бидам во тие 1% со највисок доход, ако имам средства, значи доход таков, сметам дека да треба да платам повеќе. Ама вие неколку пати го навредивте Зоран, па никому ништо, така? Барам пауза додека не се врати министерот, за да продолжиме дебатата. Министре, кратко да ја дозавршиме, ќе ве молам. Денес имате 5 закони кои што ви значат вас, а вие се однесувате тука. Денес амандманска расправа Господине министер, не се случило во ова собрание на општа расправа министер за финансии да си замине после паузата. Комисијата не ги прифати амандманите на ВМРО ДПМН да остане во сила рамниот данок или пак да се изостават од прогресивно оданочување платите и приходите од продажба на земјоделски производи. Прифатени беа неколку амандмани да не се оданочуваат надоместосите на трошоци за настани од здружение на граѓани. Зголемено е даночното ослободување за примањата на практикантите, се воведува и даночно ослободување за патни трошоци за образование во странство. Откако владата најави дека планира да воведе 18% персоналец за делот од примањата кои надминуваат 90.000 денари месечно, нанозе се крена целата бизнис заедница. 4 стопански комори побараа одложување на прогресивното оданочување за 5 години, а од Германското стопанско здружение алармираат дека на овој начин не само што им се зголемуваат трошоците на компаниите, туку расте и правната несигурност, што во крајна мера ќе резултира со пораст на сивата економија.